Аквадуктот во Скопје, најголемата туристичка атракција која е прогласен за споменик на културата, речиси е во распаѓање и заборавен од сите. Неговата околина, обрасната со трева, во моментов е претворена во пасишта за животни. Селаните од Визбегово, каде се наоѓа аквадуктот, се сведоци на неговото пропаѓање, но одбиваат да зборуваат јавно. Зад камерите велат дека кога времето е врнежливо, околу овој споменик на културата се собира вода, правејќи му чуриште во која тоне аквадуктот. Археолозите инсистираат што побрзо да се реставрира, но и археолошки да се истражи, за да се утврди од кој период датира, бидејќи постојат различни мислења за времето на неговата изградба. Според едни, изграден е во 6 век, а други историчари сметаат дека објектот бил изграден во отоманскиот период. Споменикот со големо историско значење го нема ни на туристичката мапа на Скопје. Ние направивме една, да речем, внатре грешка, не е во сити турот. Но заради овие причини не е достапно, бидејќи е авантура да се стигне до него. Последен пат лично бев пред година, може би повеќе. Состојбата е занемарена. Обраснат е со треви повисоки од мене, јас сум висок 1,88 см и треба мачета, како во џунглите на Амазон, да се пробиете до него, да го видите, да го фотографира, ако не го фотографирате оддалеку. За аквадуктот не знаат ни скопјани. Ретки се тие што се сеќаваат дека некогаш постоел. Што е тоа аквадукт? Не знам кај се наоѓа, стварно не знам. Не. Не. Не знам, Милаја. Не знам, ете. Римски? Аквадукт. Не знам одошо, не. Не знам. Ма бивме, ама што тоа основно беше многу одамна. Како не сум слушнал. Од овој урнебе се како да знам кај. Аквадуктот бил изграден за снабдување на градот со вода за пиење. Објектот е изграден од камени тули, долга е околу 400 метри, а имал 200 лака, од кои се зачувани 55. Досега неколку дипломатски представници понудила финансиска помош за реставрација на овој објект, но години наназад овде нема интерес за такво нешто.